Почитувани присутни, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја свикувам 17-та, отварам 17-та седница на Советот на општина Росоман. Пред да го прочитам дневниот ред, предлагам да ги усвоиме записниците од одржаните 15-та и 16-та седница на Советот на општина Росоман. Дали има забелешки на записникот? Дали е поред записникот од 15-та седница? Ако нема забелешки, истојот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на записникот од одржаната 15-та седница на Советот на општина Росоман? Едногласно. 16-та седница, записник од 16-та седница. Дали некој има забелешки на записникот? Ако нема забелешки, истојот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог буџет на општина Росоман за 2019 година. Точка 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Росоман за 2019 година. Точка 3. Предлог одлука за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2019 година во општина Росоман. И точка 4. Буџетски календар за 2019 година. Дали има надополнување на дневниот ред, забелешки? На предлог на директорот на комуналното предпријатие во четвртокот или петокот беа доделени материјали за оваа седница. Точката не е ставена на дневен ред. Материјалите ги имате сите. Дали се согласувате таа точка да влезе на дневен ред денеска? Пошто немаше време за комисија да одржат, и саме без да оде на камера, ако се слага, ако сака да помене прво на комисија, пошто има материјали околу регулираните цени за водонадомест, и за канализација, пошто се од 2019 и цените ги дава регулаторна комисија, делот на финансискиот план и програмата за работа, може да се одложи за јануар седмица, но се напомена дека овие цените ќе одат од 1 јануари 2019 година. Значи, секаде од цела Македонија, сите јавни комунални... Цените се воведуваат, после ќе расправам. Не, јас сум и за денеска да се одржам, доколку има нејасни работи. Може и на началната комисија или на седница да повикаме лица од регулаторна комисија, кои консултантите кои што беа ангажирани за да ги утврдат овие цени, да дојде и да образложи малце по-добро, доколку има таква. Добро. Тази? Почитувани дами и господа, со оглед дека се работи за носење на одлуки, кои што директно ќе ги почувствуваат граѓаните, а и ние, како советници, пред да донесеме одлука за усвојување, пред да кренеме рака за усвојување на овие одлуки, значи треба да имаме појаснување. Значи, секогаш моите одлуки се базираат врз основа на нешто видливо, на допис, на објаснување, со оглед на тоа дека малку ми се познати работите, значи, во овој домен, па така да во овој момент не би можел да донесам правилна одлука за или против одлуката за утврдување тарифа за собирање, за зголемување на водата и така натаму. Во врска со финансискиот план, значи, на комисијата можам да барам компаративно, значи, односно споредбено компаративна анализа да си направам врз основа на претходни показатели од година-две, да видиме, па да побарам појаснување зошто се, нели, во ставките зголемување за ова, зголемување за она, да видиме, значи, со буквално на комисијата да се разглобат во детали сите потребни работи, се со цел да ги доловиме сите потребни работи и да донесеме правилна одлука. Сега во моментот сметам дека тоа не ни е овозможено и барам, значи, и од другите советници да
нели го прифатат овој мој предлог и да седницата, односно материјалите да ги разгледаме прво на комисија, а исто така овие предлог одлуки и овој финансиски план да биде ставени на следната седница. Благодарам. Може ли да само? Не само малку појаснува, значи со одлуката која што ќе се носи за утврдување на тарифи за снабдување со вода за пиење и за одведување на урбани отпадни води, за општина Росоман че нема зголемување на цените. Значи, пошто спомнавте зголемување на цени, и тоа беше кажано и јавно на телевизиите, оделот на изработката на финансовиот план за 2019, значи се планот е правен према аналитичкото конто од 2017. Значи така е направен овој план, но сепак советниците нека одлучат, нема проблем. Значи може да се одложи ако се. Нова точка да се коне на дневен ред. Дали се согласувате да одложиме за наредниот совет? Да дневниот ред останува вако како што е. Че нема дополнување на дневен ред. Кој е за усвојување на дневниот ред овако како што го имаме, без дополнување? За вас. Точка 1. Предлог буџет на општина Росман за 2019 година. Потварам претрес, односно оваа точка, да ли некој бар збор? Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Росоман. За мене ова е една од најбитните седници во општина Росоман за престојната 2019 година, каде што ќе го дискутираме и ќе дебатираме за базата на општината, тоест буџетот на општина Росоман. Внимателно на нацрт буџетот, кога се предлага одредени ставки, зголемување, намалување, нажалост бев на службено патување и на претходниот совет на денот на општината кажав дека на овој совет ќе ги кажам моите забелешки, заради тоа што и граѓаните на општина Росоман заслужуваат да слушнат каде ние советниците заедно со градоначалникот ќе ги трошиме парите на општина Росоман. За жал, очекував оваа година, 2019 година, очекував поголем буџет од изминатата 2018 година, затоа што амбициозно се најавуваше и од актуелната власт дека во година, како ќе изминуваат годините, така и буџетите ќе се покачуваат, но оваа година буџетот е намален, мислам дека не грешам раководителе, за некои 3 милиона денари. Не знам на што се должи тоа, зошто е намален буџетот, со оглед на тоа што пред 2 седници кажавте дека останале вишок на пари, неистрошени пари, и каде што тие неистрошени пари од 10 милиона денари не можам да ги видам проектирани во овој буџет. Дали тие ќе се одат со некој ребаланс после тоа, запишувајте си и после одговорите ми наеднаш на сите мои поставени прашања. Значи,
Сакам да бидам јасен пред граѓаните на оваа говорница дека јас како советник од редовите на ВМРО ДПМН никогаш не сум кочел капитални инвестиции, расходи од овој буџет. Сега на овој совет одлучив да зборувам по-полека, повнимателно, затоа што многу граѓани, тоест многу млади луѓе, рекоа дека ќе слушаат оваа седница внимателно, на некој начин тие се изманипулирани. Од некој, од кој самиот тој ќе се препознае, така да само да наговестам дека во 2018 година, кога почнавме, кога беше првиот буџет, јас како председател на совет тогаш, едногласно го поминавме буџетот и со тоа докажавме дека ВМРО ДПМН не е кошничар за општина Росоман, напротив, ја провоцира актуелната власт да донесе повеќе инвестиции во нашата општина, но сега тоа во изминатата 2018 година тоа не го видовме. Нема да го видиме ни во 2019 година. Жално е вака што зборувам песимистички и популистички, затоа што намалувањето на овој буџет значи и намалување на инвестиции во нашата општина. Од кои причини е кажувано тука од актуелната власт дека Јованче Јошев и ВМРО ДПМН се кошничарите во буџетот на општина Росоман, стварно не знам, не ми се јасни причините. И сега повторно ќе кажам, ќе одам точка по точка каде што се моите забелешки на овој буџет. Се гледа дека приходите се намалуваат од 6 на 5 милиона, трансфери, донации исто така се намалуваат. И сега ќе почнам со расходите, каде што се најзвучни во секоја општина и во секоја институција. Расход значи трошење на парите од буџетот. На почетокот од 2018 година, кога бевме променети двајца председатели на совет, и потоа дојде Марионка Пенчева како председател на совет, Печевска, се извинувам председателки, и таму месечниот паушал што го земаме ние советниците и председателот, само за појаснување, дека месечниот паушал на советниците е некаде околу 9500, а месечниот паушал за председателот на совет, јас кога бев тој месец-два беа 15.500 некаде, цирка 15.500. Не знам по кои причини, кога дојде председател Марионка Печевска и беше паушалот намален некаде на 13.000, на колку? На 11.900, и таа, како што се сеќам, на таа седница побара писмено да не извести нас советниците и јавноста кој ќе ја сносе оваа одговорност, тоест неодговорност, затоа што после низа години, после 9 години, раководителите и правните лица во нашата општина установија дека има пропуск во исплатата на паушалот за председателот на совет. Се уште немаме писмено образложение кој ќе ја сноси оваа одговорност. Или дали ние, претходните председатели на совет, јас се чувствувам лично, си грижа на совест, таква сум личност по природа, тие два совети се уште не знам во дилема каде да ги вратам тие пари. Доколку сум земал повеќе пари, сакам да ги вратам во буџетот на општина Росоман, затоа што се осеќам дека на некој начин сум оштетил општината. Чекавме писмено известување, но тоа се уште не го добивме. Но и години назад, значи и претходните председатели на совет, треба тие паушали, ако по грешка се исплатувало, сите да се вратат во буџетот на нашата општина, затоа што
треба граѓаните да знаат дека овој совет дека е транспарентно и е честен совет. Но некои лица свесно сакаат да го прикажат дека овој совет е кошниче. Социјални бенефиции намалени. Социјални парични помош. Знаеме дека во нашата општина имаме една група на луѓе каде што стварно му е потребна социјална помош, намалено. Не знам зашто е намалено. Општинската администрација е покачена заради тоа што мислам дека лицето за архитектот и за тоа немам никаква забелешка. Океј. Нешто што најповеќе ме боде, и во изминатата година гласно дебатирав на оваа говорница и оваа година изгледа таква ни е пишанијата, че дебатираме звучно на оваа тема, привремени вработување, никако да се откажеме од овие привремени вработување, каде што изнесуваат 890.000 денари, тоест, појасно за граѓаните 14.500 евра. Значи, ръководителот и градоначалникот внимавале на оваа ставка, затоа што во изминатата година било 740.000, сега е ставено на 890.000. Кои се тие привремени вработувања? Што е планот со тие привремени вработувања? На сметка на тие привремени вработувања, че ми дозволите да отскокнам на спорт и рекреација, каде што младите интелектуалци, младите спортисти има состанок со актуелната власт, со градоначалникот, каде што ги кажа нивните очекувана помош од општина Росуман. Каде што за спорт и рекреација одвај 122.000 денари. Одвај 122.000 денари. Значи, оваа точка внимателно полека ќе ја говорам на оваа говорници, затоа што да се подсетиме 2018 година не ставивме, можеби направивме грешка, не ставивме доволно буџет за спорт и рекреација. И потоа, кога правивме одредени ребаланси на буџетот во нашата општина, ако сакате да пуштиме финансии за рекреација, за спорт и рекреација, ќе мора да помините буџет за одредени вработување, привремени вработувања. Значи, ни го злоупотребува нашето право како советник да гласаме поединечно за одредени работи. Значи, доколку ова ставка од привремени вработувања не се намали, а да се стави во спорт и рекреација, ние советниците што сме од ВМРО ДПМН нема да дадеме подршка на ова. Затоа што уште еднаш потенцирам, ова сега што го зборувам е за младите спортисти кои на некој начин се изманипулирани, кажувано му е, затоа што јас сум бил најголемиот кошничар Јованче Јошев дека бил за спортот. Значи, според нивниот имав мини состанок со раководството на фудбалскиот клуб, раководството на стритбол организацијата, значи тие за еден фудбалски клуб како што е општина Росуман, што не представува во трета јужна лига, некаде за една сезона потребно е некаде околу 450.000 денари. За стритболот негде даваме околу 40-50.000 денари и културно-уметничкото друштво негде околу секоја година не кошта негде околу 100.000 денари. Замолувам ова ставка од привремени вработувања да ја нема, да ја зголемиме ставката за спорт и рекреација и култура.
Во 2018 година во буџетот, предлог буџетот, стоеше локален пат Манастирец Трстеник со одредена сума. По која причина, не знам сега, зашто не стои тука во овој предлог буџет, не знам. Ќе сакам објаснување од раководителот. Стварно не знам зашто не е ставен, а во претходниот сме го имале, сега го немаме. Изградба на капацитети за водоснабдување. Кои капацитети? Во кое населено место? Тоа е негде 2.580.000 денари. И изградба на улици и патишта во Росоман, каде што за поздрав од 4 милиона на 4.500. Значи, секогаш кога имаме капитални расходи, ги поздравувам капиталните расходи, затоа што тие остануваат за навек за нашата општина. За сега имам толку забелешки. Благодарам. Почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани медиум. Ќе почнам од почеток. Од оваа година сите општини, колку што се 82 со град Скопје, сите добие упатство која општина колку може да има максимум буџет за 2019 година, а тоа беа показатели колку има реализација во 2016, 17 и 18. Ние сме една од ретките општини која приближно го задржавме и прошлогодишниот буџет. Не знам колку се сеќавате со ребалансот што не помина. Ние го намаливме од 34 на 32 милиона и нашиот буџет се движи у границите, пошто секоја година имаме остварување негде над 90% и оваа година ќе биде такво остварувањето над 90%. Одма тука да кажам, нашиот буџет со ребалансот ќе биде зголемен уште за цирка 10 милиона, пошто имаме додатни средства што сега овие дена ќе пристигнат негде околу 500 и нешто илјади од Биро за регионален развој за изготвување на проекти и со остатокот на вишок на средства што ќе останат, негде ќе останат околу 9 милиона денари по сите показатели. Се уште немаме приливите колку ќе се одвиват вие денови, пошто обично последните денови од годината најголем има прилив на уплата на даноци и средствата што треба да дојдат по основ на ДДВ за 12 месец 2018 година. Мислам, буџетот, према она што имаме буџет од 31 милион, одевме со распоредување над 50% ќе испадне дека буџетот исклучиво за капитални инвестиции. И ќе одам поединечно. Тоа е толку за приходниот дел. Прво, укажувањата, кажавте дека општинска администрација зголемување имате за милион денара за архитектот. За ваша информација, информација на граѓаните да знаат дека архитектот и лицето кое што е ангажирано во градинката работи ќе бидат ангажирани преко општина Росоман времени вработување. Тие се уште не може да се вработат во општина Росоман. За нивните, само за двајцата, за плати и за придонеси се овие средства 890.000. Вие знаете дека лани имавме у почетокот 5-6 времени вработувања. Тоа се практикуваше и вие, господине, кога бевте, мислам кога беше и претходната. Вакво имавме 5 души времено вработување. Сега да не ги наброувам, ги намаливме, останаа двајца што се неопходни за потребите на општина Росоман, тоа е за градежниот инженер и за дипломираниот економист што ги врши активностите во градинката, а ќе мора да биде ангажиран преко општината.
тие исклучиво се за нив. Така да увремени вработување, кога се створат услови со ребалансот, може да ги, ако се створат услови да може да ги вработиме во општина Росоман по редовен пат, тогај ќе ги избришеме времените вработувања, ќе ги намалиме и ќе се зголемат на плати и придонеси. Кажавте дека за спорт и за рекреација е 2128. Саве да ве подсетам, мислам да не се сватам погрешно, не сте го убаво разгледале буџетот. У трансфери до спортски клубови има 158.000, у 463 општинска администрација и у спорт и рекреација 122, тоа са негде 300.000. У спорт у 463 општинска администрација на Е0 програма има трансфери до спортски клубови. Лани били 135, сега са ставени 170. Трансфери до хуманитарни организации, и тука са зголемени од 125 до 158. Вкупното 432.000. Ако успееме да ги завршиме овие трансфери до политички партии, што ги планира 56.000, тие сите ќе може да се употребат за овие две ставки, за спорт и рекреација и за хуманитарни организации. Значи има 432.000 у трансфери до невладени организации. Тоа се значи спорт, хуманитарни организации и невладени организации. Тоа е за привремени вработување ви кажав, за спорт и рекреација е. Тоа е конкретно за изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Не го ставив намерно патот и лани го ставивме пат Сирково Манастирец Трстеник, не се реализира. Сега има најава, тука ќе ви се обрати и градоначалникот, дека комплетно финансирање на патот ќе биде од владата, тоест од Министерство за локална самоуправа изгледаме ќе биде, не знам, он ќе појасни поточно од каде ќе бидат средствата, затоа не сакав да го намалуваме нашиот буџет, нашите средства, овие што ги добивме од 31.000, да го ставам и ставивме само 4,5 милиона за изградба на улици и патишта, и тоа улици на територија на општина Росоман, со усвојување на програма за 2019 година за комунална изградба во 2019, вие као совет ќе се состанете и ќе одлучите кои улици ќе бидат офанати и кои активности ќе се вршат. И додатни капитални расходи, изградба и реконструкција на локални патишта плюс 2.774.000. Или вкупно негде околу 7 милиона се ставени само за улици и патишта. Одиме понатаму. Изградба на систем за водоснабдување, 2.810.000 планирани, лани били 2.300. Има два проекти кои се готови. Тоа е проект за водоснабдување во населено место Манастирец и проект за водоснабдување со населено место на Сирково. Тие два проекти са негде околу 2.500.000 заедно. И плюс у J1 програма ставив уште 400.000 за водоснабдување, тоа е некои зафаќање, еве сега што ќе додатно ќе има некои активности на територија на општина Росоман, така да за водоснабдување негде има околу 3,5 милиона само за водоснабдување. Тие прашања што беа за спорт ви кажав, мислам дека од планираниот буџет од 18.900.000 што беше, што ги добивме плюс ДДВ-то, пак ќе се повторам, над 50% од активностите отидоа исклучиво на капитални инвестиции. И мислам дека ова година е направен толку транспарентно, се офатени сите активности што се планират. Со ребалансот, пак ќе повторам, од 10 милиона што ќе ни останат на вакво, се договориме кои капитални инвестиции ќе ги финансираме, тоа ќе биде негде
Ќе знаеме во јануар, февруар колку ќе останат, во март најкасно ќе го донесеме ребалансот и тие средства ќе ги распоредиме исклучиво за активности кои што се неопходни за капитални инвестиции. Тука заборавив само уште да кажам, у ЈА програма предвидовме негде у само момент средства за енергетска ефикасност ЈА изградба на јавно осветлување 1.420.000 и тука изградба на капацитети од енергетика 1.050.000 денари. Со у координација со градоначалникот се договориме за 2 година да почнеме со наши средства, а мислам дека со ребалансот ќе можеме уште поголеми средства да оделиме. Сега пошто имаме ограничување, толку можеме да одиме максимум колку што ни е предвидено од Министерство за финансии. 1.050.000 да почнеме со активности замена за светилките, да се стават LED светилки. И овие се остануваат расходи за капацитети од енергетика 170, за одржавка на сијалиците и реконструкција на други објекти 200.000 за набавка на нови сијалици, оние што ги сега користиме. Така да и тука отидовме со прилично зголемување и мислам дека ова година, уште еднаш ќе повторам, имаме толку добар, транспарентен и развоен буџет каде што се опфатени сите капитални инвестиции. Повелете. За паушалите. Она што го кажавте, 12.000 беа до пред 4 години, советниците 4 или 6 години советниците, председателот примаше 14.600, 15.200. Кога ги намалија за советниците ги намалија на 8.800, председателот на советот таму стоеше 70% од вакво, ние отидовме со таа варијанта, може би тоа е наш пропуст, јас се информирав до Министерство за финансии, над 90% од општините го исплачале тој паушал и сега има укажување, тоа ќе ви доставам за наредната седница, укажување од Министерство за финансии, исклучиво да бидат 30 плюс 40, а не 70 на 70%. Така да тука има малце не 40% од просекот се исплачат за советниците, а председателот на советот добива плюс 30% над таа сума од 30 плюс 40. А ние одевме на 70%. Не е нова одлука, таа е одлука... 30% добива, она да речеме 9 и таа е... Она добива, вие добивате 40% од републичниот просек, а она добива 40% плюс 30% за председател. Таа е тоа да е повеќе од... 70%. Тоа е над 15.000. 30% од паушалот. Од паушалот. Паушалот. Од паушалот 30%. Почитуван раководителе, со ова докажавте дека и ви грешите. Да. Така? Кој не е? Да, оти сте прикажан како не грешлив. Ама еве се докажа дека сте и ви сте работеле грешка 8 плюс 1, 9 години. Не 9 години. Значи 9 години се злоупотребувале граѓаните на општина Росома. Точка. Да. Математика може да ми кажуваш колку сакаш, но 158.122 се 280.000 за спорт. Епа 300.280. И сега највише ме дрзнува тоа кога ќе ми кажеш од оваа ставка ќе префрлиме во ова, од оваа вадиме ова, секој забелешка ти давам, растави кратко јасно. Спорт рекреација 600.000. Точка. Толку е тешко да ги напишеш тука. Па скрати од овие други трансакции, други... Има еден куп такви. Еве ги ве, сега ќе ти ги прочитам.
Стави спорт и рекреација 600.000, точка беше завршена приказка. Че имаме и за фудбалски клуб, че имаме и за стритболот, че имаме и за овие спортисимо младите надежни спортисти, че имаме и за културно-уметничкото друштво кои се нашите амбасадори на општина Росомон, колку пати ќе кажувам. И нека има една сума од 600.000, тешко е тоа да се напише. И после, че намалиш од овие ставки, ти што ги кажуваш, од оваа ставка ќе извадиме, на ова ќе ставиме. Имав таква една забележано, само дозволите ми да ја прочитам. Други трансфери. Други трансфери е ставка 464. Разни трансфери. Плачење по судски решенија 26.000, окей. Други трансфери 381.000. Шо е ова други трансфери? Тука можеш да си ставаш шо сакаш. Стави ги на спорт и рекреација 600.000 и точка. А за патот манастирец Трстеник, само не ми е јасно и до ден денеска. Гранчанче, појасни ми. Молим. Само ова да ви појаснам. Мислам дека до ребалансот ние имаме доволно средства сите активности да ги покриеме за спорт и за рекреација. Потоа не врзувате. Никој не е вак. Ребалансот ви кажувам, имаме 10 милиона што ќе го зголемиме буџетот. Од тие 10 милиона сигурно 300.000 пак ќе ставиме за спорт и рекреација. Ако не ги ставим? Па ќе ги, ама тоа е ваше, заеднички да го изработиме сега. А до договорни услуги, што викате, други договорни услуги. Вие знаете дека по 3.000 секој новороден ќе плачаме. Сите физички лица што идат, што ги изгласуваме, на вие 10.000, на вие 15.000, на вие сите се договорни услуги, се работат преко поврзани со УЈП. Така да немојте, ништо не е направено нетранспарентно. Се е направено она како се движели претходните години, како се трошени од 2016, 2017 и 2018, се гледани приближно ставките за тие некои си ставки. Еве, например, оваа година ќе имаме поголеми трошоци за други договорни услуги. Ама вие сите ги знаеме, и на совет поминуваат сите физички лица што се донесени одлуки, сите ги исплачаме и за тие лица се плачат плюс персонален данок. Така да не е спорно да се стави за спорт и рекреација. За спорт и рекреација, ја мислам, почетно се ставени сасим доволно. Со ребалансот може да се стави уште, колку ќе кажете, уште милион, ал прво треба да видиме колку законски можеме да одиме некои позиции да ги зголемуваме у односу на другите позиции што сме ги имали во буџетот. Ја не се слагам со вашите изјаснување околу тој ребаланс, затоа што сметам и пак тврдам на оваа говорница дека база на оваа општина се капитални расходи, како што се има ставено во ставките, и расходи за и една од базите што го представува лицето на општината е спортот и културата. И сега ви во таа база не ставате колку што треба и како минатата година ги врзувавте во ребалансот дополнителни финанси за спорт и некоја ваша мерка која сакате да ни ја протнете и не ставате нас во неизвестна ситуација. Дали да гласаш или да не гласаш. И после тоа советниците на ВМРО ДПМН се кошници. Стави го сега 600.000 денари, па со ребалансот прави распредела после на другите ставки. Јас не сум научен да се раководам на нешто што пишува други и друго и трето и пето. Абе наведи конкретно тоа и тоа. Новороденчиња. Стави во буџетот ставка новороденчиња. Не постои новороденчиња ставка. Како ќе стави новороденчиња ставка? Дај немојте, молим, има тук паство. Ако не е нешто јасно. Добро, еве, ајде, а стави 600.000 денара за спортот. Абе, еве ставени се транспорт на луѓе, превозот го
завршиме со наши сите фактури што се стигнати во 2018 година за Спортистите во 2018 година ги ставивме во заложништво, се исплатено. во неизвестност. А зошто неизвестност? Па ете така, јас еве се движам низ населението и слушам што зборуваат. Ние сме биле кошничарите за спортот и за рекреацијата. Стави го во буџетот. Па зборуваат, вие не се движите во општината, јас сум многу со сонив, со младите, јас сум спортско лице, и ме боля за спорт. Ако грешам негде, веќе ме поправат советници. Конкретно па да го ставим. Па во заложништво, секој месец не знаат што се случи. Така е, еве Пенчо нека потврди. А што не е исплатено, што е доставена фактура? Па така, но особ нас ни звонат. Ви сте биле кошните, ви не сакате да ги минете нашите финанси. Стави го на почетокот и изгласено, окей, чао. Транспортот не е го плачен, се плачаме. Јас мислам дека не е проблем за 150.000 да се зголеме таа ставка. Најди ја ставката зголеми ја, не се расправи повеќе. Крај. А кажете кај да се намали? Намали, најди, имаш имаш милион ставки кај што можеш да намалиш. Добро. Од ваму по 10.000 да ги намалиш и ги зголемиш. Сега треба да се договориме Да, што по 10 да ги намалиш, негде ќе најдеш, не си инате. За глупост. За 100.000 ќе бараме за Имаш че ви следен. Не брзо да. Почитувани советници, почитувани граѓани, во врска со прашањето кое го постави Јованче Јошев околу патот Манастирец, локалниот пат Манастирец Трстеник, сакам да ви одговорам дека овие средства не се предвидени со буџетот, бидејќи тие средства ги очекуваме дополнително како донација од Агенција за финансиска поддршка и развој на земјоделието. Аплицираме со проект негде околу 19 и нешто милиона денари, 20 милиони, и тие не се предвидени во овој буџет. Очекуваме средствата да стигнат, здравје Боже, околу февруар месец и дополнително тогаш да ги вклучиме со ребаланс во овој дел. Иначе, како подкрепа на ова, сакам да ви кажам дека сите апликации оваа година кои што ги имавме до разни институции ни се успешни. Висината, мислам, сите се 100% се успешни, само во делот на висината, да речеме, можеби е негде за 10 до 20% висината на сумата на парите намалена. А додека апликациите се сите успешни. Успешни се имаме, ево, колку за ваша информација, имаме сега повторно добрување на средства од Министерство за земјоделие за санирање на полски патишта во висина од 600.000 денари. Апликација исто така уште милион денари повторно за полски патишта. Еве при крај сме на чекор до усвојување на урбанички план за село. Последната фаза ни е во Министерство за транспорт и врски. Така да во овој дел, во делот на апликациите, можам да кажам стварно дека се успешни. Во делот од ова што се зборува околу спортот, согласен сум јас дека се тие средства мали, согласен сум дека средствата се мали, меѓутоа не може да го нагираме и оној друг факт, бидејќи постојат тука и други фактори на оваа. Јас веќе стапив во контакт со одредени правни лица и во тој дел сакам да кажам дека имаме, тоа не е поврзано нели со буџетот, меѓутоа и тие се спремни да помагаат. Во делот од буџетот исто така со ребалансот, ако е возможно, еве рекордителот нека каже, и јас сум согласен да тој дел да го поправи. Тоа е проблем, овие буџетот е проблем, само тоа, друго нема проблем. Освен спортот и нема проблем. Поштувам рекордител, јас значи повеќе години сум советник и секогаш имаме расправи за овие спорт и култура, тука го поддржам колегата Јошев. Значи за спорт стварно мора да ставите некоја сума да се знае колку пари се одат за спорт и за култура. Значи немаме ни ставка дека точно сега одиме за фудбал ќе дадеме 30.000 или 300.000. За културно-мечко друштво ќе имаме 50.000.
За други спортски клубови имаме 30, сега имаме одлука за кошарка 30 донесено, а ние тие 30 пак не им ги пуштаме, најм. Така се жалат барем децата, дека не им биле пуштени на нив, им биле дадени као за некои си дресови таму. Значи, вие морате да ставите во буџет повише пари да идеме за спорт и култура. Значи, јас сега за автобус, јас не барам никош за културно-уметничко друштво пари да се пушат на Куд Росман, да се пушат директно за превозот што не возе за каде го патуваме. Иванче, може ли да... Значи, јас се слагам со тоа, ако можете да ставите ставка и да се смене тоа во дел за спорт и култура, јас ќе го поддржам таквиот буџет и ќе гласам за. А иначе, како што е сега овака, не би го поддржал. Почитувани дами и господа, присуствувавме и на нацрт буџетот. При тоа, тогаш како забелешка не ми дојде нешто на памет, но во изминатиот период со средба со одредени лица ми дадоа до забелешка за некои работи, па ќе ги посочам и ќе побарам објаснување од надлежните за, да речеме, дали е можно нешто или нешто да го имаме како предвид за буџетите во наредните години. Овака, буџетот како што е сега моментално, ми личи на приближно добар конструиран буџет за 2019 година. Ме радува и тоа што во приходниот дел, во наредниот период, преку трансфери од други нивоа, односно преку трансфери од други нивоа на власт, ќе дојдат и дополнителни средства, со што ќе добиеме можност за дополнителни капитални расходи во капитални проекти, како што го наведивме, патот Трстеник Манастирец или Манастирец Трстеник, и останатите наведени позиции, односно ситуации кои беа спомнати претходно. Значи, се надевам дека оваа година, имајќи во предвид дека дели од оперативните трошоци, кои што во изминативе години беа пракса, сега имаме намалување, дека дели од тие оперативни трошоци веќе сега се предвидени во овој дел на капитални расходи. Една забелешка сега, значи тоа е пофалниот дел, една забелешка околу капиталните расходи. Во нацрт буџетот не побарав, односно не предложив, амандмански да предложам за капитални расходи за кванташки пазар во општина Росоман и мал е делот, односно средствата за и дали воопшто тие ќе бидат пренаменети во капитални расходи за паркинзи, со оглед на тоа дека имаме, така да речем, ајде да не речем помпезно многу, регистрирање на низа транспортни фирми во Росоман, кај што бројот на моторни возила од тој тип на камиони се зголемува. Знаеме ние за регистрирање на таква фирма, за вршење на транспорт, значи еден од неопходните услови за регистрација на таквите фирми е да имат и собствени паркинзи. Повеќето од автопревозниците прикажуваат нереално дека тие имаат своји паркинзи, но се случува обратното и при таквото нивно прикажување се врши регистрирање на самата фирма за вршење на таква дејност. Меѓутоа, во пракса имаме сосема спротивна ситуација, каде што таквите моторни возила, односно камионите, се гледка и препрека на нашите улици и тротоари. Не само што се препрека за движење, него со самото нивно поставување на дел од тротоарите се врши оштетување на постоечките и на така малкуте уредени улични тротоари. Дали има можност да се изврши вметнување на овие мои забелешки во овогодишниот буџет и доколку, едно појаснување, и доколку тоа не може да се направи, да биде
нели, земено во обзир за следниот буџет во 2020 година, со оглед на тоа дека ја не присуствував на еден форум или собир на граѓани или каде што можевме или граѓаните можеа да го дадат ова како предлог. Но истовремено, значи, и еден апел да се преземат активности со кои претходно споменатото ќе бидат, значи, едноставно дадено забрана за такво паркирање по улици, значи да си ги паркираат камионите онаму каде што наведиле при регистрирањето на фирмата каде му се наоѓа паркингот и тамо да ги паркираат, и едноставно да има непречено движење на сообраќајот и на пешаците во општина Росоман. Благодарам. Сите знаете дека и прошлата година се договаравме за тој проблем и отворивме програма изградба на простор за паркирање во ЈЕ програма. Таму лани предвидовме 42.000 да се отпочне, да се одреди локација каде и да се почнат со активности, оградување или што ја знам. Не се најде соодветна локација, простор за паркирање, ЈЕ 0 програма. Сега оваа година пак ставив 46.000 за истата програма, 46.000. Ако се одреди локација каде што ќе биде, тамо може да се изврши пренамена или со ребалансот или било како може, пошто имаме и од други, и од ЈН програма, може исто да употребиме, тамо имаме ЈН, ЈЕ и ЈН. Добро, ја гледам, Да. ЈН, урбанистичка опрема, капитални расходи, поправки и одржување на друга опрема. Тука може овие средства да се употребат урбана опрема, што ти ја знам да се опрема за тампонирање, за оградување, има 470.000. Само треба да се најде локација. Урбана опрема, капитални Да, расходи. капитални расходи. Тама така треба да се најде локација каде ќе биде таа локација и како ќе функционира. Средства има предвидено во буџетот, што се однесува еве за уште еднаш на толку инсистирање плюс 100.000 запишете се у буџетот од 432.000 трансфери до невладени организации, субвенции трансфери, 839.000 ќе биде 939.000 плюс 930.000 денари, 100.000 за што го инсистирате за спорт и рекреација и ќе бидат намалени од 4 од општинска администрација од 464.990 од 380 минус 281.000. Сега ги проектирате, значи ќе ги има во Не, тоа требаше у нацртот да влезе, во нацрт не имаме буџет, у нацртот нема... Да, пошто вие у нацртот немавте забелешки, у нацртот требаше да претрпи измени, сега у предлог буџет да вака. Да, и сега, еве таа измена, значи тука ќе бидат 280.000, 464.990 е општинска... Трансфери, така? Да, разни трансфери, други трансфери. Не, сепак, пошто вие сте поискусните советници, што више у таа смисла зборам поискусните, пошто поминавте одреден временски период во овие клупи, знаете дека во нацртот буџетот се носат амандманска расправа, требаше амандмани да се донесат, да се предлогот да се вградат. У нацрт буџетот која беше комисија едногласно се одеше дека е во ред и затоа да постапиме амандмански. Вие рековте за дел од моите забелешки дека ќе бидат метнати, односно предложени во комуналната во програмата за комунална Тоа беше ти бараше кои ќе се офатат. И ја реков во комуналната, таму имат сасвим многу пари предвидено. Добро, во ред. Има околу 7 милиона предвидено за таа. Кога се носи програмата за комунална изградба за 2018 година, тамо ќе си седнете вие као советници и се договорите. Ќе биде асфалтирани улици во Цирково, ќе бидат направени Сега овие 100.000 во која ставка сега ги ставаме? Во трансфери до невладени организации. Не, мислам од други трансфери, не велиш дека од 464.990 други трансфери, 100.000 се намалуват и се стават на 463.
463. Ама 463 120. Добро де, таа 463-120. Еве. Спортски клубови како ќе Они се заедничка програма. Они се заеднички со Джими. Да. Спорт и рекреација, они се заеднички. Да, се зголемуваат и сега субвенции 46-ката ќе биде 800, не 839.000, него ќе биде 930.000 пак вкупно е. Они се уиста у 46-ка, само ќе бидат натре прераспределени. А не ми одговори ова нешто за Кванташки, дали? Па за Кванташки има планирано, само локација треба да се најде. Може, да. Ја ќе ви дам мојата ниво направи за Кванташки паркинг и го копи. Почитувани советници, во делот од проблемите со сообраќајниот режим, можам да ви кажам дека контактираме веќе со две фирми кои што треба да изготват проектно решение за регулирање на сообраќајен режим, така да очекуваме оваа година да се заврши проектната документација и на тој начин баш во оној дел каде што најголеми забелешки имаме за движењето на тешки товарни возила низ населено место Росоман, да направиме ограничување за движење на тие тешки товарни возила, барем негде до 6-7 тона, да не се злоупотребуваат оние површини и паркираат возила со поголема тежина, кои негативно влијаат на инфраструктурата тука. Да, дополнително со тој проект очекуваме и уште некои други околу знаци и други проблеми кои се поврзани со сообраќајниот режим да ги решиме. Джабе дискусии, можеше со еден збор само да се стави, да се заврши дискусиите, ама вака малку да се испираме. Уште едно сакам да знам, ова минатиот совет донесовме за градинката. Тие средства каде се ставени? Во градинка. Во градинката? Градоначалникот ќе појасне. Тука не појасни, зголемивме за 800.000 средствата на градинка. Добро. Значи 800.000 предвидени од 4 милиони и 300, ние го планираме 4 милиони и 800. Ово те прашуваат граѓаните кога ќе почне со реализација. Градоначалникот ќе појасне. И уште една Ќе почне активност, добро. да, и финансиски нели? И буџетот, да. И уште една, овие што се спортските терени, заради тоа што џогирам често и гледам дека игралиштето е веше бојата му е излупена, тие дрвени наслони што седиме да се извадени, дали може да одделиме некои средства за тоа? За реновирање, тоест реконструирање на постоечкото игралиште, тоест одржување на спортски терени. Не влече мала сума за тоа. Дали ме слушнавте? Не, извини. Да. Значи за игралиште, за постоечките игралишта, за повеќе наменското игралиште и за спортското игралиште на фудбалскиот клуб ФК Росоман, гледам дека веќе бојата се излупила, каде што треба наново да се фарбаат сите тие огради и неколку клупи оние дрвени наслони со градоначалникот често одиме на утакмици, гледаме фудбал, виќе не наликува на спортски терен. Да одредиме некоја сума символична од 150.000 денари да отпочнеме со некоја одржување, тековно одржување на спортските терени. Има предвидено средства, така да може да фарбаме. Може би моја мана е што што не сакам постојано да ги нагласувам некои работи, еве во четврток треба да го потпишеме договорот во врска со детската градинка. Комплетното финансирање ќе оди преку фондација Отворено општество и внатре уредувањето на просториите преку Министерство за труд и социјал. Тие значи не се влезени во средствата од буџетот. Уште еднаш ќе нагласам дека оваа година стварно во делот на апликациите према сите си институции можам да кажам дека сме максимално успешни.
Да ли некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот по оваа точка и точката ја ставам на гласење. Миловам кој е за усвојување на предлог буџетот на општина Росума за 2019 година. Стегна. Кој е против? Воздржани? Да. Против нема. Втора точка. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Росума за 2019 година. Отварам претрес по оваа точка. Да ли некој бара збор? Бидејќи никој не бара... Морам да кажем нешто. Не можеме да не кажем, овдека е многу убаво, значи одлука за извршување на буџетот на општина Росума за 2019 година и посебно ми дава за право во иднина и јас да барам и за нашата институција. Овдека во член 12 вика на вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за годишен одмор во висина од 60% од просечната нето плата во републиката. Не сум против ова. Добро е што општината, односно општинската администрација, значи зима ваков надоместок, но мене ми е посебно непријатно, бидејќи институција основана од општината и вработените во неја кои обслужуваат како сега со новиот закон, како ќе ја наречиме, нели, како јавна администрација или како ќе ја наречиме, нели, новиот закон сега, да не зема. Значи, државата бара од приватниците да биде на вработените да му исплаќаат ваков надоместок за годишен одмор, општинските вработени по општините сите да земаат, значи, оваков надоместок, ние вработените во образованието и во градинките да не земаме. Мислам, сме ставени во потполно во една неравноправна положба и сметам дека ова е противуставно, бидејќи не можеш да делиш граѓани од ваков ред и од наков и на овие треба да му се дава и на овие не треба да му се дава. Барам и од градоначалникот подкрепа, поддршка во врска со ваквите наши барања да нема, значи делење на граѓаните тие што треба да земат и тие што не треба да земат. Значи во некои од следните ваши контакти со вашата владеачка партија да му посочите и во наред, ако не ова година, барем во наредната, ова, значи, неправда да биде исправена. Благодарам. Да ли некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката е ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Росума? Против? Воздржани? Точка 3. Предлог одлука за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2019 година во општина Росума. Отварам претрес, дали некој бара збор? Појаснување. Може да останува, да ја останува. Да. Бидејќи никој не бара збор, заклучувам претресот, точка да ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка 4. Буџетски календар за 2019 година. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Само ќе го прочитам. Ако има некој изваѓање... Нешто кратко, јас сам за белешка, кратко. Мислам, знаете више дека секоја година носиме буџетски календар за наредната година и сега кои се главни активности. Декември Советот на општина го носи буџетскиот календар, јануар 2019 квартален извештај до 15 јануари, тоа е последниот квартален извештај од 2018 година. Имаш укажување од советниците, ова година планирам да се донесе посебно за трите месеци, последниот квартал и заедничкиот квартал мора да го донесеме за цела година, да се види како е реализацијата за 2019
2018 година, март усвојување на завршна сметка, април квартален извештај, прв квартал, јули тоа е прв квартал за првите 3 месеци од 2019 година, јули 2019 квартален извештај, втор квартал, септември Министерство за финансии подготвување буџетски циркуларно писмо и доставуваат како ќе се движат параметрите за наредната година, какви ќе бидат средствата. Октомври квартален извештај за од 39 до 30 од 1.7 до 39. Прва половина на октомври 2019 градоначалникот и оделението за финансии врши приоритетите за наредната година. Октомври 2019 буџетски информации, втора половина од октомври проценките за трошоците и изготвување на активности за наредната буџетска година. 30 октомври 2019 се собират буџетските барања, се што е договорено со граѓаните да се влезе во буџетот за наредната година. Ноември 2019 Советот го одобрува предлогот на планот за програмите за развој, тој станува составен дел на буџетот на општината. Средина на ноември 2019 нацрт буџет. Ова година имавме закаснување за тоа што касно ги добивме, јас ви покажав и писмото на 28.11 стигна од Министерство за финансии колку ќе биде и за тоа нацрт буџетот го малце покасно носевме, не знаеме колку ќе ни бидат колку ќе биде буџетот за 2019 година. Декември 2019 предлог буџет се доставува до Советот на општина до општината и до 31 декември 2019 треба да се донесе предлог буџет за наредната година. Благодарам. Некоја посебна забелешка, кратко, значи, во насоки, само имам забелешка во насоки на минатогодишниот буџетски календар, значи не ги мислам дека имаме отстапка од оние моменти кога треба значи да се достави кварталниот извештај. Значи имавме отстапување таму во некои месеци, така да ова година тоа да не биде пракса, него да го пратиме буџетскиот календар и во оној месец во кој што треба да се донесат односно кварталните извештаи да бидат значи да биде запазен овој буџетски календар. Благодарам. Дали некој друг баресло? Бидејќи никој не Порака е нека биде и до председател на Советот за тоа да... Бидејќи никој не баре збор, заклучувам претресот и точка да ја ставам на гласање. Кој е за? Победи градоначалник. Еве јас да искористам прилика да се заблагодарам на соработката на советниците во смисла на успешен развој на општина Росоман и да испратам честитки за најубави желби за нова година. Нека му е среќна нова година сите граѓани на општина Росоман. Со ова испратен дневниот ред, ја затварам денешната 17-та седница и благодарам на присуствието.